Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up. Денес одиме на едно место каде што за момент можеш да се вратиш назад во времето, дури 250 години. Денес се одржуваше посебен летен настан, па имавме можност да видиме како бил животот порано. You put the cream inside the cylinder, you surround it with ice and rock salt to keep the ice from, it slows down the melting of the ice, and you just crank. Човекот ми објасни како се правил сладолед на времето. А овде децата правеа змаеви. Прекрасна околина. Куќите беа отворени и можеше да се влезе внатре. Кога влегуваш внатре, го чувствуваш духот на минатото. И еве, огромни огништа. А ова бил креветот на Џорџ Вашингтон кај што спиел. Потоа тргнавме во амбарот. Овако очи да не се вози во Џорџ Вашингтон. И човекот ни објасни како се правеле мекли. И разни други предмети што луѓето ги користеле за изработка. А сега одиме кон овој значаен мост кој бил изграден 1889 година. Ама на ова место претходно имало дрвен мост уште од 1744 година. И токму тука, 1776 година, Џорџ Вашингтон се повлекол со неговата војска. Па ова место е познато како мостот што ја спасил нацијата. Ајде да видиме што ќе каже. Како се викаше? Френклин, ама како му беше името? Како му беше името? Джонатан? Не. Оваа куќа, сега кај што влегуваме, е значајна затоа што Џорџ Вашингтон ја користел како воен штаб за време на Американската револуција. И тука истакнати стари предмети што ги користеле во тоа време. Навистина интересно. Многу предмети се истакнати што луѓето ги користеле тогаш. The tapered bottles, which the bottles were made specific. Deserves the love and thanks of man and woman. Погледнете пушката од тоа време каква била. А потоа се качивме горе на втор спрат и
Таму една женичка ни објаснуваше што се случувало. In 1780, His Excellency General Washington stayed here with his officers, and this was his headquarters for about 4 or 5 weeks. And so originally the house belonged to the Zabriskie family. It was built in 1752, and during the war, when 1776, the Zabriskis decided to stay loyal to the crown, to King George. Yes, yes, yes. Индијанец не бил. Ето. Индијан. Чигарс. Како главен настан беше настапот на Бенџамин Френклин. Се разбира, не е тој, туку глумец. Ама држеше говор и објаснуваше што се случувало во тоа време, каков бил животот. И ова беше како главна атракција тој ден. The real Penny save is a penny yarn. Here's two of my favorites. Here we go. Here's the famous curve. I'm about to give up the experiment. All of a sudden I noticed something strange happen. This only happens when electricity is present. The thread on the string starts to part. It starts to come apart. It's like magic. The whole thing starts to unravel. And that only happened when electricity was present. So I touch my knuckles to the key, get the spark. Низ целиот комплекс имаше демонстрација на занаети, храна, секојдневен живот, луѓето беа облечени во облека од тоа време. Is it behind you, the round thing? Or? The round thing is called a fireback. It serves the purpose of one, protecting the bricks behind it, but it also reflects the heat back out for cooking. Днеска изучиме американската историја. Видиме ги куќите стари 300 години. И ете, се надевам дека и вие уживавте во оваа прошетка со нас низ минатото. А ние се гледаме во некое друго видео. Чао! Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the